Добро вечер, Битола. Добро вечер, драги пријатели. Ви благодарам што сте вечерва тука заедно со нас. Што ни ја давате вашата подршка, ни давате сила и волја, но што е уште поважно, што ни создавате обврска да истраеме до крај во овие битки што ги водиме. Ви благодарам што дојдовте и покажавте дека и во Битола не има многу. Не има толку многу за да бидеме сигурни дека работата што ја почнавме, успешно ќе ја завршиме. Во исто време, сакам да ви искажам почит и да ви одадам признание. Затоа што знам дека денес во ова и ваква Македонија да се излезе на протест против власта представува ризик за секого. Дека извршителите и гавазите на овој режим едва чекаат да стават нечие име во црните тефтери на преродбата. И затоа сакам да ви честитам на одлучноста, на решителноста, на одважноста. Вечерва на овој плоштад собрана е храброста на Битола. Вечерва храброста на Битола и Социјалдемократскиот сојуз си подаваат рака и си даваат збор. Ова битка ќе ја добиеме. Нема запирање, нема враќање назад. Напред и само напред до крај, до победа. Јас исто така знам дека уште многу битолчани кои мислат исто како нас, кои со срцата и желбите се со нас, вечера останаа дома. Некои од страв да не бидат избркани од работа, тие или некои од нивните блиски. Други плашејки се да не им ги укинат субвенциите или социјалната помош. Трети стравувајки да не им дојдат инспекции во фирмите и дуќаните и душмански да ги казнат. И верувајте, на никого од нив ништо, ама буквално ништо, ниту забележувам, ниту замерам. Не е грешката во нив, туку во овој недемократски и ненароден режим. Имам целосно разбирање за сите тие уплашени и уценети луѓе. Имаат семејства, имаат деца на кои што мора да мислат. Но сепак, морам да ги прашам. До кога? До кога ќе живеете во страв? До кога ќе живеете понижени, подценети, изгазени? Уште 3, уште 5, уште 10 години? До крајот на животот? Па живот ли е тоа ако во страв се живее? Живот ли е тоа ако постојано се ведне глава, а во себе се гризеш и се јадеш? Живот ли е ако не си ти самиот негов господар, туку обични силежи и ти го владеат? И на крајот на краиштата, од кого да се плашите? Од обични кукавици кои не се никој ништо, ако не се кријат за директорските, зад началничките, зад министерските функции. Почитувани граѓани, драги пријатели, Македонија како држава, целиот наш народ, сите 2 милиони граѓани на оваа земја се соочуваме со еден голем, со еден огромен проблем кој ниту самиот ке се реши, ниту некој друг ке ни го реши, ако не го решиме ние самите и тоа сите заедно. Еве веќе 7 година поред се соочуваме со елементарна непогода наречена портокалова преродба. Систематски
во континуитет и опасно доследно ги изместија сите стандарди и критериуми, сите принципи и мерила во ова општество. Спроведува политички инженеринг за промена на свеста, за перење на мозокот, за репрограмирање на меморијата на луѓето. 7 година како држава живееме во судир со реалноста, во расчекор со здравиот разум, живееме од другата страна на нормалното. Лажни реформи, лажен патриотизам, лажен морал, лажни успеси. А вистината е тешка, сурова, катастрофална. Ние сме земја на сиромаштија и мизерија, земја на невработени и социјални случаи, на неликвидни фирми и презадолжени граѓани, на блокирани сметки и невратени кредити, на хипотеки и судски извршители. Македонија денес има јавно здравство во колапс, разнебитен систем на образование. Македонија е денес земја на криминал и корупција. Криминал не од обичните криминалци, тие не можат на ред да дојдат. Ние сме земја на државен криминал, на злосторничко здружение за стекнување на противправна корист, кое себе се нарекува Влада на Република Македонија. Изрекетираа се живо, испокрадоа кај стигнаа. Ја направија Македонија една голема пералница за пари. Насилнички поклопија и презедоа цели бизниси, од такси служби до агенции за обезбедување, од дискотеки и ресторани до рекламни агенции, од медиуми и банки до земјоделски комбинати. Секој тендер што го прават е наместен тендер. Ако не стигна да го наместат, е поништен тендер. Македонија денес има власт која сопствените комплекси и фрустрации ги лечи преку грбот на целиот наш народ. Власт која секоја своја глупост, секој свој криминал го прогласува за патриотизам, за одбрана на националниот идентитет. Власт која измисли факултети за да тие самите конечно дојдат до дипломи, до лажни магистратури и докторати. Власт која професорите и лекарите ги третира како криминалци, како олош, а не како интелектуалци. Која администрацијата е третира како приватна војска, судиите како партиски извршители, медиумите како собствени слуги. Македонија денес има власт која невработеноста ја решава со бришење од евиденција, сиромаштијата со бесплатен балет и опера. Македонија со оваа власт во 21. век, во 2012 година стана држава на политички затвореници, на затворени медиуми, на злоупотребена и партизирана црква, на лажни синдикати и полтронски стопански комори. Земја не со углед, туку за подсмев пред целиот свет. Земја без компас, без иднина, заборавена земја. Ете, тоа е Никола Пастиру, лажен реформатору и лажен патриоту, резултатот на твоите 6 години апсолутна власт во оваа земја. Додека ти градеше и градиш споменици на твоето владење, цела Македонија ја направи споменик. Споменик од живи луѓе, споменик на апатија, на безнадежност, на поделен и раскаран народ, на збунети и разочарани луѓе, на страф и изгубена верба. Те гледам, Никола, минатата недела даваш јавно ветување пред стопанствениците и бизнисмените, дека целокупниот долг на владата кон стопанството ќе го вратиш до март следната година. За каков долг зборуваш, Никола? Па нели самиот најмалку 100 пати имаше изјавено дека таков долг не постои, дека владата сите своји обврски редовно си ги плаќа. Дали тоа ти, Никола, минатата недела јавно ни призна дека не со недели, не со месеци, туку со години наназад свесно и безобразно си ја лажел целата македонска јавност? И зошто баш до март, Никола? Зошто не до декември или до мај?
Што толку важно се случува баш во март? Избори, Никола. Избори, тоа ти е маката. А после март, кои ти се намерите? Пак се по старо и уште 2 пати полошо. Како што лани ја намаливте акцизата на бензините 3 месеци пред избори, а после изборите не само што ја вративте акцизата, туку и 5-6 пати душмански ја покачивте цената на горивата. И знаете ли, драги пријатели, што е најголемиот скандал, најголемата неодговорност и расипништво? Начинот на кој Груевски и владата ќе го враќаат долгот кон стопанството. Значи, не со штедење и домакинско трошење во буџетот, не со кратење од владините луксузирања, од градењето на споменици и владините реклами. Не, туку генијалците смислиле долгот кон стопанството да се враќа со правење на нов долг, со земање на нов кредит од странство. А кој ќе го враќа тој кредит, тој нов долг? Па истото тоа стопанство преку нови и повисоки дажбини. Ќе го враќаме сите ние, почитувани граѓани, преку повисоки цени, преку понизок стандард, преку се посиромашна живеачка. Ете, тоа е економската логика, тоа е одговорното владење, тоа е реформската политика на Никола Груевски и неговата влада. Почитувани граѓани, веќе 2 месеци цела Македонија е заложник на еден лажиран театар, на една опасна игра меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Исто како во серијалот Прељубници, само не со платениот лажго магаш, туку со Груевски и Ахмети во главните улоги. Те се караат, те се мират. Те се сакаат, те се мразат. Само што влогот со кој се играат е огромен. Ги потпалуваат меѓуетничките тензии, го рушат уставот, ги понижуваат институциите на државата. При тоа ништо, ама буквално ништо не им е свето. Ниту загинатите инвалидите од конфликтот во 2001-та, ниту нивните семејства. Во нивното лажно представување на големи патриоти, едни од македонски, други од албански, не ги оставија настрана ниту децата во основните училишта. И нив ги злоупотребија и преку нив се препукуваат и наетат. Груевски вели, министерот за одбрана ги навреди чувствата на сите македонци. И што направи во однос на тоа Груевски? Ништо. Него истиот Фатмир Бесими седи и понатаму во неговата влада и ништо не му фали. И не само што продолжува да биде негов министер, туку не ферма ниту устав, ниту институции на оваа држава. Председателот на Република Македонија, врховниот командант, вели има одговорност за Слупчане. Фатмир Бесими вели ниту има одговорност, ниту некој ќе одговара. Градоначалникот на Чаир незаконски ги менува имињата и таблите на училиштата. Министерот за образование вели прекршен е законот и мора да има одговорност. Министерот за локална самуправа вели се е законски и никој нема да одговара. А министерката за внатрешни работи, Јанкуловска, уште нема информација што се случило. Само таа не знае и не го гледа тоа што цела Македонија го знае со недели наназад. Направија циркус од парламентот, само заради нивниот партиски пазар и договор, легализираа обструкција и целосна блокада во донесувањето на законите. Со благослов и подршка од ВМРО ДПМН, дури и молчењето, дури и читањето на поезија на Талат Џафери го прогласија за деловнички легитимно и правилно. Свесни ли се каков преседан направија? Свесни ли се какви се последици од ова нивно договорено мајтапење со уставот и правниот систем може да произлезат? И што е најголема иронија, најголема дрскост и безобразие. Во целиот овој период
сите тие лажни патриоти и бранители на националната гордост и достоинство сложно, братски, партнерски продолжуваат да си ги делат тендерите, мафијашки да спроведуваат рекет, криминално да си ги полнат джебовите и приватните сметки во странство. Драги пријатели, Социјалдемократскиот сојуз реши оваа лакрдија, ова опасно играње со мирот, со меѓуетничките односи, со кредибилитетот на институциите и државата да го прекине. Нашата парламентарна група следната недела ќе поднесе во собранието интерпелација за гласање на доверба на владата на Никола Груевски. Ке го направиме тоа без било каква илузија или очекување дека владата ќе падне. Напротив, нашата цел е докрај да се разоткрие, да се разобличи оваа договорена театарска представа меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, меѓу Груевски и Ахмети. Нека види целата македонска јавност како Силвана Бонева, Илија Димовски и Владко Ѓорчев гласаат Фатмир Бесими да остане министер за одбрана. Како Талат Џафери и Ермира Мехмети гласаат Гордана Јанкуловска и Панче Кралев да останат министри за внатрешни работи и образование. Нека види цела Македонија како лажните македонски патриоти и лажните албански душебрижници сложно, сплотени, единствени гласаат да обстане оваа криминално тендерска коалиција на власт. Тоа е единствената вистина и народот има право да ја знае. Почитувани граѓани, во животот на секој човек има моменти во кои што и да се превземе представува ризик. Но најголем ризик е ништо да не се превземе. Ова е такво време. За секого од нас, за цела Македонија. Време за важни и големи одлуки. Во март ја имаме шансата за промени, за нова страница, за нов почеток. Ајде да ја искористиме, ајде сите заедно, сложно, единствени, да влеземе во еден заеднички фронт, фронт за иднината. Овде во Битола оваа тешка битка ќе ја водиме на чело со Менде Диневски. Човек чесен и одговорен, докажан, со мина труд и биографија. Вистинска личност за татко на градот, за градоначалник на една нова, модерна, европска Битола. Менде, ти честитам на кандидатурата. Направи се да се гордееме. И ние што те кандидираме, и битолчани што ќе те изберат. Драги пријатели, не чека решавачка битка. Битка за нашата иднина. Ајде да направиме нешто со што сите заедно ќе се гордееме. Заедно можеме се. Ништо не може да не спречи. Ајде да им покажеме. Ајде да победиме. За нас, за нашата иднина, за наша Македонија. Победа и само победа!